Рековме денес многу гости, пристигна веќе и следниот, доктор Марио Илковски, стоматолог од Систина. Добро утро. Добро утро. Докторе, ви благодарам што дојдовте. Денес разговараме на една тема, веќе ми ја најавив и на гледачите, за која што досега не сме зборувале овде во студиото, овде во Утринска, а тоа се стоматолошки интервенции со целосна анестезија, акцент ставаме на целосна анестезија кај деца и лица со посебни потреби. Но, иако така е формулирана, сепак јас прво би ве запрашала за кого, за кои и какви пациенти е таа целосна анестезија потребна и неопходна, секако? Значи вака, таа анестезија, као првично, не е наменета само за лицата со посебни потреби, него, нели, тука спаѓаат и оние лица со фобии. Односно, оние лица кои што не може во, да ги кажам, нормални услови да седнат на стоматолошкиот стол и да извршат некоја интервенција. А првично, значи, првично е наменета за оние лица, значи, кои што се со посебни потреби, да кажам, со парализи, со аутизам, значи, каде што нема никаква соработка во, да ги кажам, нормални услови во ординација. Има некои земји, коригирајте ме ако грешам, колку што знам, Велика Британија, Соединетите американски држави, сигурно и други, каде што ваквите целосни анестезии се даваат и на типичните деца. Па да, се даваат на типичните деца, значи на, да кажам, во некоја помала возраст, каде што немаме соработка. Значи, за да не се подлежат на поголеми трауми. Ради тоа што свесни сме денеска, значи, кај нас во ординација доаѓаат многу деца кои што, ајде да кажам, без да кажам, нормални деца, да кажам, кои што, например, се со огромни фобии. Значи, неќад ни да се приближат, не па да седнат на столчето. И сето тоа, значи, кога разговараме со родителите, настанато од пред, да кажеме, посети, каде што, детето неќе да соработува, па се пробува на некој начин да се седне, да се држи, значи тоа му ствара дополнителен шок и паника. На крај, значи, доаѓаме во ситуација, ние секако, кој ќе дојдат одма, не се договараме за таа целосна анестезија, него првите посети се, нели, ги запознаваме со ординацијата, пошто сега за тие деца е прв пат да влезат негде, значи, во таква ординација се соочуваат прв пат со нешто такво. И сето тоа може им изгледа малце необично. И сега во нашиот, во болницава, отворивме во педиатрискиот дел еден дел што е специјално наменет за деца, каде што, нели, самата просторија, ординација е средена, значи, со сликички, со планети, значи, за да им биде интересно. После тоа на секоја посета ги запознаваме првично, нели, првично со тоа што го гледат, односно со стоматолошкиот стол, со инструментите, значи им даваме до знаење дека таа интервенција би поминала во некоја пријатна атмосфера, каде што не би доживеале они некоја болка или траума. Например, кај нив е страшното, ако сме имале ситуации, значи, кога почнуваме работа со децата, ако осетат минимална болка, они ствараат некоја, да кажам, преграда према докторот и према целата постапка. И после тоа цело време потешко, значи, потешко да ги свикнеш и, значи, да ги седнеш за да можеш да извршиш некоја интервенција. И сега сето тоа, значи, запознавање, не треба да се, значи, кај децата да се форсира, ако нормално не е интервенцијата итна, значи, треба да дојдат, ги запознаваме, значи, со ординацијата, додека таа интервенцијата им пуштаме цртани, на крај, например, интервенцијата си добиваат некој поклонче, така да оставаме нешто за да им биде интересно, за да сакаат пак да не посетат. Стравот е присутен кај сите деца, па и возрастни, можам да кажам, без само деца, и кај типичните, и кај оние кои што имаат некои потешкоти, но кај овие деца со посебни потреби има еден друг момент, а тоа е што многу лошо реагираат ако им се промени рутината. Така. Нема, што значи било кое поместување, ако да речеме во 2 часот е навикнат, не знам, да шета во парк, а сега во 2 часот е однесен на стоматолог и тоа представува своевиден проблем. Видете, сега вака, значи, кај тие деца се
значи да ги кажам, една група, специфична група, значи кој што не само тоа што им одредено во текот на денот, него тие деца примаат и доста терапии, посетуваат, значи одат и кај други доктори, значи и целото тоа, значи таа интервенција за нив е нешто ново. Али например најголемиот проблем е што кај овие деца, значи многу од нив се со различни нарушувања и некои од нив не ни можат да кажат каков проблем имаат. Значи самите родители кога ќе дојдат, кога разговараме, значи пошто тие деца, дел од тие деца не ни разговарат, не ни можат да кажат, самите родители според тоа како ги знаат нивните постапки во текот на денот, гледат дека нешто се случува. Например, еве, најчесто, например, вика не ми јаде детето, или кога ќе гризне на лева или на десна страна, се држи за образот или почнува да се тегне или да се греве, и сето тоа го укажува како некоја предпоставка дека е проблемот во тоа. Пошто дел од тие деца што се со поголеми нарушувања, дури не ни отвараат уста за да можат родителите да видат дали има некоја промена или нешто се дешава. И следниот знак, значи што им укажува дека им треба стоматолошка помош е, значи некоја промена од типот на оток која ќе се јави, веќе тогаш знаат дека се работи за забалот. Вакви интервенции за кои што зборуваме денес со целосна анестезија не може да се извршат во обична ординација и вие колку што разбрав летово сте подготвиле две такви ординации. Да, ние предходно имавме, значи сега пошто летото се реновираше одделот, значи ги врз основа на тоа што нели на секојдневната работа со ваков тип на пациенти, значи самите процедури, значи одредуваат некои услови што мораш да ги имаш, значи тие се услови што треба да ги имаш во ординацијата. Значи тоа се специјални ординации, едната е приспособена, значи за повозрастни лица, пошто нели лица со посебни потреби, не се само децата, имаме и возрастни. И во педиатрискиот дел на болницата имаме специализирана, што ви спомнав ова што е за деца ординација, и таа е прилагодена за интервенции во општа анестезија. Значи секоја ординација има доток на гасови, значи кај што се носи машината мора да има пристап да влезе со количка и со кревет после интервенцијата, пошто пациентот оди во рекавери рум уште час-два да се освести пред да си оди дома. И самите столици, значи, овозможуваат, нели, за да може да има пристап. Некои пациенти што се со церебрална парализа, значи се неподвижни, че мора да се донесат со количка и кревет, така да мора да има простор да се изманеврира, да може да се постави креветот за да се префрли пациентот пред и после интервенцијата. Значи, целата ординација си бара некои услови што мора да ги има. Плюс, морам да кажам дека многу е тешко кои пациенти, например, пошто не соработуваат и многу е тешко да им се направи рентген диагностика, односно да им се сликаат зъбите. Затоа, значи, ординациите ги опремивме, значи, со рентгени во тек на интервенцијата да може да се прават слики. Значи, за да може видиме за што се работи. Откако ќе се даде таа целосна анестезија, така? Во анестезија, значи, некој зъб, пошто, еве, многу, морам да кажам, кај во овие интервенции, например, не е како во нормални услови. Да кажеме, ако имаме голема деструкција на забалото, да речеме на некој зъб, например, во нормални услови тоа се лекува. Значи, се лекува во неколку сеанси. Значи, се лекува ендодонски, потоа... За 2 дена да дојде пациентот. Да, за 2 дена се смени лекче и тоа е процедура, значи, што треба да се излече на крај, ако се окей, се пломбира. Овде, значи, немаме ние услови за такви работи, ради тоа што ако нели ние ставиме лекче на забот, утрената не знаеме како ќе прогресира целата постапка. Значи може утрената да го боли или да се јави оток и секоја следна интервенција која ќе треба да дојде, пак ќе треба да дојде во анестезија, пошто друга соработка нема. И затоа значи на глобално ниво во да речеме, ај стручно да кажам, од диагноза пулпит, односно инфекција на пулпата. Значи, ако
во целосна анестезија кај пациентите со посебни потреби, значи соди радикално, односно соди со екстракција. И се ова рентген диагностика, значи многу ни помага во текот на интервенцијата, ако имаме ние некој таков сомнителен зап, да може да направиме рентген слика и да видиме, значи, според таа слика може да видиме многу јасно дали има некоја инфекција во коренот, како е поставен завод, значи до каде има кариес, значи многу во целата процедура ова диагностика ни олеснува целата работа. Сите имаме или близок, или пријатели, или роднини кои што имаат во семејството по некој дете со посебни потреби, ни кажуваат колку знае тој тоа одење на стоматолог да биде травматично, но после изгледа, со оглед на тоа што еве пациентот сепак е под анестезија, ова травматичното е за самиот родител. Така. Но не сме во нивна кожа и не можеме ни да замислиме како изгледа. Не е лесно. Не. Зато дали може вака сликовите да ни го објасните? Рековте дека често пати се доаѓаат само како на разговор, сликички да ни покажете, но како изгледа целата процедура од оној момент кога ќе дојде, кога ќе треба веќе да се изврши интервенцијата, од самото влегување на пациентот или пациентчето кај вас? Вака, значи првично доаѓаат на преглед кај нас. Значи процедурата го гледаме детето, значи мора да се запознаеме со колку големи нарушување, дали има некаква соработка, првично се сите тие работи. Обично да речеме, може да видиме на пример од прилика колку и како би имало работа, значи кога ќе направиме еден преглед. После процедурата, значи ова процедура стоматолошката интервенција ја вршиме ние, додека анестезијата ја води професионален тим од анестезиолози. Првично, значи не само анестезиолог, туку и тим од анестезиолози. Тим од анестезиолози, значи ние сме тим, јас и колегата доктор и стоматолошка сестра, во анестезиолошкиот тим анестезиолог и анестезиолошка сестра, што значи петорица. Да, пет луѓе сме на таа интервенција, од кои што анестезиолозите, значи, ја даваат анестезијата и го пратат пациентот во тек на целата интервенција, во однос на делот со анестезија, а ние го даваме стоматолошкиот дел, стоматолошката услуга. И сега морам само да ви поточним, иако не сте анестезиолог, секако вие за својот дел зборувате, но сепак знаете што проверки претходно вршат анестезиолозите. Да, па сега за тоа ќе се надоврзам, значи кога доаѓа од кај нас, кога завршува со стоматолошкиот преглед, потоа го упатуваме, мора да помине анестезиолошки преглед, детален, каде што имаат, преглед од анестезиолог, разговор, запознавање околу целата медицинска историја, значи какви лекарства прима, дали алергичен на нешто, значи тоа се протоколи што мора да ги помине, значи некои параметри од типот што требаат, крвна слика, значи седиментација ЦРП што би ни требало во текот на интервенцијата, тоа е првично, и потоа, значи, ако се е окей, добијаме зелено светло од анестезиологот, потоа се упатува на тестирање ПСР за COVID, значи мора да е негативен на COVID вирусот, го добиваме резултатот, ако е негативен, се закажува термин. Значи, најчесто ги работиме интервенциите рано наутро, значи пациентот доаѓа, утрото се завршува интервенцијата, колку и да трае, и потоа, значи, се буди пациентот, се упатува во, ако е дете, во детскиот ургентен, ако е возрастен во ургентниот центар, каде што се следи уште час-два од исто така од доктор, да помине дејството на анестезијата, да се освести убаво, истиот ден се заменува дома. Истиот ден, да. Но колку време трае една вака процедура со оглед на тоа што рековте не доаѓаат често, така, не доаѓаат ни на контроли, ниту пак знаат точно старателите што се случува, значи акумулирани се многу. Акумулирани се многу, значи морам да кажам сега во нашето искуство, на пример, што доаѓаат пациентите се со, да кажам, доста деструирано завало, кај што имаме доста работа и доста интервенции што треба да се завршат. Сепак сам да кажам, последнава година може малце се подигна нивото, ама мислам дека уште треба, овие деца сепак не треба да се заборавени. Треба барем, ако и да не се интервенира, да се донесат на еден преглед, да се види за што се работи. Ние често пати даваме и совети, например,
како да се одржуваат, сега има и специјални пасти, пошто кај овие деца тежното имењето што може да се користат. Значи, треба едукација и мислам дека со почесто одење на контроли може да се увиди и да се превенира за, нели, кој ќе дојдат, да речеме, на интервенција, да не биде тоа од типот 2-3 часа работа. Значи, кај што треба, значи, во интервенциите гледаме све да средиме, ама некогаш се дешава дел од работата да се остави за следна интервенција. Заради тоа што има премногу заби што се и во горна и во долна велица, и лево и десно, значи мора да се има добар пристап и добар план да се направи. Сепак тоа дете треба да има услови за... Колку смее максимум да трае таа интервенција? Па гледате, ние најчесто ги завршуваме до 2 часа, 2-2,5 часа, некој кога имаме обемна работа. Пошто сепак, нели, опремата ни е прилагодена, материјалите, значи, и целата работа, нели, се работи поажурно, побрзо, значи, за да, нели, детето да не стои долго време во анестезија. Пошто сепак има уште една ајде да кажам дилема. Не дилема, него знаете, родителите се плашат анестезија, едно друго. Секоја анестезија само по себе си носи некој ризик, ама например морам да кажам, значи во тек на интервенцијата, значи се следат сите параметри и значи детето, да речеме, е покриено, нели, се добива кислород, воздух, сите тие работи си кружат во тек на интервенцијата, пошто детето е на машина, на респираторна машина. Значи тие параметри се следат и се на високо ниво за, знаете, да го анулираме оној страв кај родителите дека може да му наштети и да му наруши нешто после тоа. Значи тоа се следи од професионалци и се си оди по by the book, значи без никакви... Споменавте дека се неопходни совети за родителите, старателите, како и да е, за околу нега, нели, на забавото, така го рековте. Така што јас им ветив на гледачите дека доколку имаме простор и време, дека ќе можеме да вклучиме некој од нив за да си постави по-конкретно прашање за својот проблем, така што може да ги отвориме телефонските линии и да вклучиме барем еден или двајца гледачи. Оно што исто ме интересираше е, рековте 5 персонал, минимум претпоставувам. Дали е возможно, дали е пожелно во самата просторија додека траева интервенција да биде и родителот, односно старателот? Па не, значи они се, значи додека заспие детето, родителите се со детето, значи или со пациентот не е битно, значи кога ќе се разбуди, после тоа си влегува. Знаете како е, секој родител, значи, си е приврзан за своите деца или не е битно, овие, да кажам, пациенти со посебни потреби од родителите или старателите, цело време се гледаат како деца, пошто, нели, они се застанати со развојот. И сега, морам да кажам дека нормално за секој родител е тоа како некој вид на, ајде да кажам, некој шок, например, каде што, нели, они се приврзани и се цело време се во страв. Кога го боли детето, го боли родителот, така. Да, ама, например, ние колку ни овозможуваат протоколите, значи, родителот си е со детето, од кога ќе се разбуди одма во просторијата каде што се буди, после во рекавери рум си се заедно, значи, али во текот на интервенцијата протоколите не дозволуваат да присуствува. Што значи детето воопшто не ни знае дека е само, така? Така, значи, оно во моментот од кога ќе се успеат до станување, не му треба никој, ние сме тука. Имаме веќе гледач на линија. Добро утро. Ќе речев добар ден, веќе мене ми помина одамна. Добро утро, повелете. Почити поздрав искра до вас. Поздрав, Лиле, ова ни редовна гледачка. Повелете, Лиле. Голем поздрав до доктор Марио, иако не се познаваме, не сум го носела своето дете кај него и кај ни. Меѓутоа, само можам, слушајќи го, бидејќи сум родител на дете со посебни потреби, имам огромно искуство со одење на заболекар, на стоматолог поточно, ќе речам дете со умирана попреченост, со пареза на рака и нога, на десната рака и нога, што значи едната страна и функционира со потешки епилептични напади и морам да потврдам оноа што го кажавте, докторе, дека при примање на било каква анестезија, не само на целосна анестезија, анамнезата на детето родителот мора да ја каже на докторот
како би докторот одлучил каква анестезија при обработка на забот или при вадење на забот би му дало. Сега вака, значи, оваа соработка која што вие ја споменувате и за децата со обични анестезии што им ги работите забите, ќе речем. Вие како лекари сте ме воодушевиле. Ќе ви се заблагодарам што постоите за ваквите деца и за полосите дечиња од здравствената состојба на моето дете. Докторе, објаснувањето кое го вршите на овие деца, насмешките ваши, многу големата креативност што им ја пружате на овие деца, направи да моето дете се работува. Повеќе од 20 години, она не е дете, а е дете. Повеќе од 20 години ние поправаме запсијен, ние вадиме заби, ние ставивме мостеви, тоа дете прима тегретол, фенобарбитон и да не ви кажувам какви се неолептици. Тоа дете се работува. Тоа сте вие, тоа е вашата заслуга. Мојот повик до ваш беше да ви се заблагодарам уште еднаш. Да ви кажам дека апсолутно никаква приметба, само похвални зборови, зашто што би ние родителите, јас како мајка се прашувам, правела без вас, доколку вие не се нахатите да им помогнете на овие дечиња. Ви благодарам и секој добро. Ви благодарам. Сега сигурно останавте без текст после ова, така? Да, мило ми е вака што имаме вакви задоволни. Мислам, овие деца се на посебна категорија и не треба бидат заборавени. Значи, мора да им се даде помош, ради тоа што значи, од забалото, да кажем, кои овие деца овие деца, значи, е отежнато и јадењето, имаат специјален, значи, начин на исхрана, специјална исхрана, и што би правеле без заби. Значи, мора да им се помогне и мора да се прават, што реков, тие контроли и едукации, за да не се доведат во таква ситуација. Пошто после тоа би настанали и други проблеми. Споменавте дека еве како улеснување веќе постојат некои специјални пасти за кариесот, но сепак не постои улеснување за контролен преглед. Постојано се апелира на сите деца дека мора редовно да одат. Овие не одат редовно. Дали имате некој совет за родителите во тој поглед како може да извршат тие преглед? Некако, значи, да ја обично, значи, да кажам, кај тие што не се со толку тешки нарушувања, родителите можат. Значи, им помагаат во чаткањето, како што им помагаат и во сите други работи, во јадење, во се, значи, мора да помагаат и со чаткањето. Овие деца не четкаат сами. Ама се некои деца не знаат да плукнат, например. Се ние даваме совети после јадење, ако не може да исперат, например, да ги исчистат забите со газичка, значи да многу е битно после јадење, значи да не останува храна на забалот. И плюс има специјални пасти денеска што возможуваат да се премачка забалото, а да може да се голтне, да не треба да се исплука. Значи има доста работи, значи как стоматологијата кажам оди напред, што може да се користат. Значи во секое време може да се јават, да дојдат, ќе им дадеме совет, не е никаков проблем. Еве веќе имаме некој друг што се јавува, може тој совет и во овој момент да го добие. Добро утро, повелете. Добро утро. Не, се исклучили или има некој проблем. Добро. За самиот крај уште би ве прашала колку оваа пандемија покрај низата други проблеми што не ги донесе, колку влијае и како влијае врз оралното здравје воопшто? Воопшто сега мораме да кажеме дека како за сите здравствени гранки во стоматологијата се осети доста. Морам да кажам, кај нас кога беше пандемијата, нели, генерално на ниво на целата држава, по препорака од Министерството за здравство, одделите по стоматологија беа затворени неколку месеци. Не знам дали сте запознаени, ради тоа што се сметавме за најризична група, поради тоа што се работи со аеросоли. Како да кажам, значи многу луѓето, значи, малце се уплашија од оваа пандемија и не само во нашата дејност, него и во други дејности некако го редуцира своето движење. Така да морам да кажам дека
еве сега периодов полека, значи се враќаат ради тоа што нели имаме доста пациенти, односно жители што се вакцинирани, значи се пазат самата пандемија ни укажа на некои протоколи што се спроведува, значи за поголеми интервенции се прават PCR тестирања. Значи целата работа беше редуцирање на бројот на пациенти од стравот да не се нели да не одам сега на стоматолог па или не знам каде, например, треба да одам во болница, да не се заразам, да нема некој. Значи целиот страв што луѓето не доаѓаа на посети беше тоа. Сега веќе тоа беше на почетокот, сега веќе се знаат протоколите, се знаат заштитите. Но сепак се изгуби многу време во тоа. Се изгуби многу време, па нормално ова прв пат се случува. Прв пат светов се воочува со ваква пандемија. На почетокот нели, многу малце се знаеше како се шири вирусот, што треба. Имало 500 години, нема кој памти, не знам. Да, не памти, али сега за сега е нешто ново, така да. За генерацијата што во моментот жива секако. Ние секако пазиме на сите тие процедури во однос на стерилност, безбедност на пациентите. Да, и секако. Али сега го зголемивме нивото по тие протоколи што треба да се воведат. Значи, често одиме, последно бевме пред еден месец на работна посета во Acıbadem, Sistina, во Acıbadem во Алто Назаде во Турција, каде што имавме работна посета во однос на ова што го разговаравме за лица за интервенции во целосна анестезија, исто така во интервенции во време на пандемија, значи горе-доле можам да кажам од 90% протоколите се тие, значи и кај нив и кај нас овде бројот на примање на пациенти е малку редуциран поради тоа што измеѓу секоја интервенција зголемено време трењето на стерилизација, на чистење на ординациите, значи пред секој пациент и после секој пациент мора значи да се пребриша со специјални средства, значи се кварца просторијата, се проветрува за да дојде наредниот пациент. А како што кажав, кај поголеми интервенции или операции, например, го праќаме на PCR тестирање. Значи, еден ден пред интервенција, ако е негативен резултатот, доаѓа на интервенција. Исто така и самите ние сме знели со заштитна опрема што ни е воведена со протоколите и пред пријам на секој пациент, значи имаме еден прашалник каде што има одредени работи што треба пациентот да ги наведе. Нормално се подпишува дека ќе си одговори на одговорите. Значи таму има некои параметри и прашања што нас не интересираат, нели, дали имал некакви зголемена телесна температура, дали имал контакт со некој заболен, дали имал течење на нос, кашлица. Значи тие интерес на сите, и негов интерес, и во интерес на вас и на другите ваши пациенти. А пред тоа се исто така и протоколите на болницата, значи нели задолжително носење маска, дезинфекција на раце, мерење температура, па после тоа, значи има неколку филтри што треба да ги помине за да стигне до интервенција. Што значи сума сумаром не постои веќе причина зашто да се одложуваат било какви интервенции, да се трпи болка, затоа што забот само од себе нема се поправи, да не се залажува. Така, тоа е тоа, значи ние може да дадеме совети и секој дома, например, што се плаши или има некој проблем, може да превенира со аналгетик или антибиотик ако има некоја инфекција. Значи он моментално може да смири ситуацијата, ама додека не се отстрани причината за тоа, сепак проблемот ќе стои. Затоа мора да посети стоматолог. Доктор, јас многу ви благодарам што одвоивте време за нас, за нашите гледачи, но благодарам на поканата. Претпоставам треба да се вратите на ваши пациенти, пациентчиња веќе куваат. Баш денес имаме на интервенција, на анестезија, со едно детенце, така да. Како се вели, со лесно да помине, така, со лесно и покусо да